Викимедија. Добар ден и пожелувам на Снежана Штрковска, извршен директор на Викимедија МКД. Жане, благодарам што сте во живо и гласно денеска. Добар ден до сите слушатели. Колку учесници беа дел од овој камп? Што работеа младите википедијанци од Македонија за да збогатат со нови содржини Википедија на македонски јазик? Вака на овој Вики камп, како што најави седми поред, што го одржуваме веќе 9 години, 2 години ги промашивме кога беше пандемија. Кампот беше, се работеше за тема за наети и носи од светот. Се одржаа предавања за занаетите воопшто, значи Орце Нинески, Лили Арсова и Ненад Шундовски предаваа на таа тема. Беше многу интересно. Од 43 учесници, околу 15 беа возрастни, другите беа сите ученици од повеќе училишта од Македонија. Средни училишта зборуваме? И средни имаше и од основни неколку. Така? Така што сработија да пишаа скупно сите заедно, значи нас ни е правило секогаш на кампот и возрастните да сработат по некоја статија, например, да придонесат со нешто и беа напишани скупно 243 статии. Најдобрите ученици, значи оние со најголеми број на поени, уште таму што можевме да ги жири комисијата да ги сработи, беа наградени, значи 5 од нив беа наградени. Ете, тоа беше со што да кажам друго. Да, колку се заинтересирани учениците, наставниците ги нели мотивирате? Како да се стане член на тоа големо семејство на Википедија? Станува збор за бесплатна интернет енциклопедија, нели чиј огранок сте вие? Да. Бесплатна, значи е обуката, бесплатно е членувањето, се е бесплатно, само може и да се добие нешто назад. Значи ние одржуваме обуки во текот на цела година и за ученици, и за студенти, за возрастни, за наставници, за сениори, значи секој што сака може слободно да ни се обрати. Имаме еве на Facebook страницата Викимедија МКД, која се вика така и може да не најдат да пишат порака и ќе договориме. Колку често организирате вакви вики кампови, Жане? Еднаш во годината, да. Кампот е еднаш во годината. Меѓутоа во текот на годината имаме разни видови на... Да, додека трае учебната година, веројатно нели се договарате. Одите по училишта, претпоставувам така. Да, во текот на годината, значи се прават обуки, се прават работилници со учениците, се прават надпревари, имаме и надпревари во кои учествуваат, ги повикуваме, може да се пишуваат, ние на не кажуваме, например, еве сега пишувајте на таа тема, може кој зашто сака да се напише кога веќе обучен и знае ако се пишува на Википедија, нели? Да. Добро, еве завршува оваа 2025-та. Ајде да заокружиме годината со вашите активности, да речеме, и планови за 2026-та. Полека треба да влегуваме веќе во новата година. Точно, да. Значи, од оние проекти кои ги довршуваме во моментов, од фотографскиот надпревар Викија сака храната, добивме 1300 фотографии кои се слободни на ризницата за употреба за Википедија. Жирито деноиве решава за тоа кои ќе бидат наградени. Од тие фотографии, еве тоа во ноември заврши, крај на ноември, меѓутоа уште не сме го доработиле. Имавме и некои уредувачки надпревари кои се уште траат и некои завршија, меѓутоа не се уште жири комисијата нема сосема завршено со оценување. Имавме успешни соработки годинава со Македокс, например, пративме човек на Манаки фестивалот да обезбеди за Википедија слободни фотографии од тоа што се случува таму. Одлична соработка со Природно-математичкиот факултет во Скопје, каде се снима експерименти на биологија, на одсекот биологија и чекаме деноиве да ги добиеме и тие видеа да бидат подигнати за употреба. Имавме експедиции, имавме и други, значи навистина богата програма. Од прилика програмата и за 2026 ќе биде многу слично со
со надпревари, со фотографски надпревари, експедиции, експерименти и така натаму, со работка со главни институциите, со тоа што различно е до година дека се слави 25 години од постоење на Википедија. И ние ќе го одбележиме, тоа е да 15 јануари, кога 2001 година за прв пат е пуштена во етер, што викаме, страницата на англиската Википедија. Всушност тогаш уште не била поделена, била една и потоа се поделила јазично. Исто така до година имаме и 10 години од вики клубовите во Македонија. 14 вики клубови низ цела Македонија отворени се за сите овие 10 години. Можам да кажам само дека од Скопје се обучени над 550 ученици за тоа во текот на овие години како се работи на Википедија. Ке треба да се слушнеме повторно на 15 јануари. Ке има торта, Жане? Ке има. Добро, ке си честитаме тогаш. Во меѓувреме благодарам за разговорот, успешна работа, Жана, ви пожелувам натаму. Благодарам ја. Тоа беше Снежана Штраковска, извршен директор на Викимедија МКД.